negde otprilike ako pojedete 50 grama mikrobrokula, isto kao da ste pojeli kilogram brokula. To je neka, da kažem, relacija. Tako da, pored tih antioksidansa sadrže mnogo i minerala, vitamina, zavisno od koja vrsta. Mikrobiljke u stvari je zelenčuk koji konzumiramo svakodnevno. Samo je to prva faza na razvoj. Znači, to je pre nego da izleze pravi listovi. Ovo su samo kotiledoni ili lažni listovi. I тогаш во таа фаза содржат најмногу нутритиенти. Од 6 па до 60 пати повеќе него истите тие билки кога се зрели уствари. Ове се, например, две врсте на ротквици. И разлика е уствари у томе што се производе дел во садови, на полици, под контролирани услови. Samim tim konzumiranjem mikrobiljaka svakodnevno možemo mnogo da postignemo, da nam imunitet bude mnogo jači, zato što sadrže mnogo antioksidansa i to u mnogo većim količinama nego, kažem, opet iste te odrasle biljke. Normalno treba da se konzumiraju i u zreloj fazi i u ovoj početnoj fazi kao mikrobiljke, zato što one, na primjer, imaju možda manje vlakana nego te odrasle biljke. Tako da kombinacija u stvari je najbolja. Производство е апсолутно 100% органско, значи никако не сме да се користи никаква хемија. Тоа е многу важно затоа што е тоа баш прва фаза на развој, значи ако би нешто било што имало од хемиски препарата, задржало би се на биљци, нормално тоа за нас не е добро. Така да е исклучиво важно да семена буду органска. Почнем на прозорска даска, усвари на прозор где има пуно светла, углавном јужна страна. Имаше еден процес на експерименти со оглед на подлога, например, која е најдобра за клијање на семињата. И така да не е нешто комплицирано, да кажем, у току нормално расте, морате буквално неколку пута дневно, бар ја уđem да их проверим дали им треба вода, светлост дуже да им оставим или краче, температура, нормално се то. По томе треба да се води рачуна. У суштини микробиљке, да, све кренуло као декорација у Америци негде крајем 80-тих, почетком 90-тих за те fine dining ресторани, ексклузивни ресторани. И тек негде после 2010-те се открили, урадили анализе, нутритивни састав какав имају. И кад се открили ствари колку су здраве, тек онда су ствари почели да их производе за масовну употребу. Така да и у свету е тоа, да кажем, релативно ново. Код нас нормално задних можда 5-6 година, да кажем, да постоje. Сад треба време да се људи едукују, да сазнају. Ја верувам да знају колку су здраве да би их чешće користили. Мало повеќе од Скопје луѓе на Рачевец, овако приватно. И углавном ресторани ми траже због, кажем, декорации боје, неке црвене, зелене, жуте боје, те што су интензивни боје, имају интензивен и укус свакако. Док приватно овако људи наручују доста брокулу, затоа што брокула ствари содржи антиоксидант сулфорафан, кој е многу важен антиканцероген уствари. И брокула njega садржи, например, 6 пута више него брокула, одрасла брокула. Например, ротквице садрже доста фолна киселина. Фолна киселина е многу важна да се конзумира, например, kad planirate, na primjer, trudnoću. U toku trudnoće je mnogo važna za razvoj plode, folna kiselina. Sadrže mnogo antioksidansi isto. Tako da svaka u stvari vrsta ima posebne karakteristike.
тоа е значи унапред резервација. Им раскажувам за микробилки, за тие што им послужим, например, што содржат, колку се здрави, дека не е само декорација. Во една смисла е и на некој начин и едукација, уствари, уедно и нека гастрономско искуство, уствари, овде во Охрид.